Почитувана јавност, сега во овој момент кога овде стојам, се чувствувам како Дон Кихот, јунакот од романот на Мигуел де Сервантес, борба со замислени ветерници. Го слушнавме пред малку колегата, одлично зборуваше. Јас пред некој ден ви зборував за вербата како човечка категорија која се римува со доблест, чест и морал, а денес овде ќе проговорам за лагата која константно овие 3 години и кожу, да не речем 4, е присутна овде во ова собрание. Сакале ние да се сложиме или не, но за жал тоа е вистината. Знам, овде најдов доста пријатели, на некои сум ми мил, но исто така знам дека многумина од вас и не ме сакаат. Ама кога гледам кој не ме сака, се гордеам со себе си. Почитувани мои гласачи на 12 април, ова што сега ќе ви го прочитам, имајте го во предвид, кога ќе го носите вашиот глас и за кого ќе заокружите. Во овие години, 3,5, не знам колку од прилика, Македонија денес е претворена во епицентар на лага. Илузиите и измамите се најголеми во Европа, а може би во светот. Овде лагите клокотат од секаде. Безмерно. А што е и најважно, никој не се обидува да ги раскринка, да ги побие и да ги извори на местото каде што и припаѓаат, на буништето на срамот и на презирот. И така лагата овде си најде многу плодна почва, процвета на сите страни. Луѓето што доаѓаат од белиот свет, оние ретки со политичка свест и чувство за вистина, вчашено се прашуваат, да зари е можно ова? Дали воопшто постои некој таков свет или некој таков простор, каде што лагата е главна? Или си замислуваат дека тоа е во некоја фантазија? Но тука во епицентарот на лагата, оваа надреална состојба е ноторна стварност. А тоа, за жал, е секогаш така, кога дрскиот ум на криминалците ќе се занесе дека е најумен, дека е елита и дека има безпоговорно право да владее со државата што ќе ја заграби. Со закани, со уцени, со рекет, со насилство. Тешко е да се извлечете од оваа демонска мрежа што тиранинот и неговите слуги ја фрлија врз овој народ. Врз овој до коска застрашен и обесхрабрен народ, кој се препуштил на собствената мизерија, апатичен и без трошка волја за промени и за отпор. Секое зло има своја перимерална структура, чиј врв е покриен со облаците на авторитетот, рекол Достоевски. Од друга страна, тиранинот владее како тој си мисли, благодарејќи му на својот супериорен ум, кој го наметнал на широките народни маси. И затоа мисли дека е предодреден да владее. Почитувани гласачи, добро слушајте ме што ви зборувам. Затоа е предодреден да владее, оти е попаметен од сите други кои за него се обична стока, како што велеше еден довчерашен овде пратеник, сега и нешто друго. Оваа интеракција помеѓу паметните, елитата, избраните и глупавите плебсот, пропаднатите се воспоставува светскиот центар на лагата. Излажаните, за да го зацкријат својот страх, ја прифаќаат оваа пропаганда на тиранинот, дека исто така и граѓаните, како и тиранинот или лажачот, и едните и другите се исти. Но не е така. Не е така. Секој паметен човек во оваа наша татковина знае дека не е така. Помина времето на лагите, помина времето на илузиите. Оваа мафијашка елита што досега владееше, мора да оди во историјата и да одговара за своите лаги, нормално. 3 години обштествено-политички пекол вградивте во историјата на македонскиот народ. 3
3 години го претворивте овој народ во зомби. Постепено, безсловесно, упорно и фанатично го умртвувате. Го убивате. Зошто, бе, прашувам? Чуму толку пакост и слова за овој народ? Та уште го малтретирате овој народ со закани, со тортура, со мизерија, со екзодус. Зошто уште толку манијачки го тероризирате овој со векови, историски, страдален народ? Имате ли малку човечност во себе си? Не. Затоа треба да си одите и да одговарате. Вие сакате тој народ до тој степен да го уништите за да биде подобен на вас. За да може да учествува во вашите лаги, да се стопи со вашата мизерија, за да можете после заедно со него да се оправдате и да речете донесовме храбри одлуки за доброто на оваа татковина и на оваа држава. Тоа е вашата идеја. За жал, нема да ви помине. Ќе го осетите тоа сега, скоро. За месец и пол-два. Од тие позиции, почитувана колешки, не ви се обраќам вам, на народ. Затоа што вие не ме разбирате мене. Нити појма имате што ви зборувам вам. Вие и така ништо не разбирате. Вас знаете ли што ве води кон вашето неразбирање? Алчноста и страв. И правите лоша карма, која ќе биде ваша, не моја. Моја ќе биде дармата. Верувајте ми. Вие им ја згазивте честа на луѓето. Лажевте и крадевте. Му служите на криминалот. Вие сте толку мизерни и немохни, што ништо не може да ви испере. Вашиот аморал ве прави такви. Јас не знам кому служите и зошто служите. Јас не знам сите одлуки зошто ги донесовте и со што се гордеете. Но знам едно, почитувани мои македонци, почитувани мои народности, да престанеме да се спасиме од константното исчезнување. Ако ова мислите дека е наменето само за еден народ, за македонскиот, се лажете. Сите ќе исчезнеме, дури и тие народностите. Само малку покасно, се уште не сте свесни за тоа. Размислете за кого ќе гласате. Кога ќе отидете на избори, внимавајте за кого ќе го дадете вашиот глас. Ова што пред малку го слушавме околу покачувањето и околу некаква телевизиска претплата е забајување. Ние уништивме цела една држава, а се фалиме со 190 денари некаква телевизиска претплата. Катастрофа. Еден куп тендери, за рекетот не сакам ни да зборувам, тоа е друга приказка. Специјалното обвинителство кое го донесовме и се криевме позади него, се растори како кула од карти. Се она за што се залагаа кога доаѓаа на власт, им падна во вода. Зошто? За пари. Кој е најмалниот заеднички содржател на овие и на оние кои се викаат влада? Криминалот и корупцијата. Ништо друго. Овие за да може да притиснат на копче, да го легализираат тоа. А оние таму го смислуваат и овде ни го сервираат како грижа за народот. Лажат, почитувани мои. Немојте да им верувате. Ви благодарам многу.